Ги сакаме белите кујни, првенствено затоа што не поврзуваат со чистотата и педантноста. А сепак, кога дизајнерот ќе добие клиент кој јасно и гласно ќе каже «сакам бела кујна», тоа звучи како далеко од лесна и наивна задача. Често окарактеризирана како неутрална, белата кујна ја добива својата дефиниција благодарение на белите кабинети или големиот кујнски остров, кој во повеќето случаи е фокусна точка на овој простор. И токму таму се крие првата вистинска опасност. Во комбинацијата со изобилство на бели елементи, особено горе споменатите работни површини, белата кујна набрзо се претвара во еднобојно мртво море. Значи, како да се подигне дизајнот на белата кујна на повисоко ниво? Луѓето сакаат полесна естетика со возвишено чувство, што е сосема во ред. Но тоа не значи дека преполнувањето на бели кујнски тела на секаде до исцрпеност е секогаш идеално решение. Исто така, важно е да се истакне дека белата боја не значи секогаш најсветло бело, топло бело, кристално бело и бисерно бело. Се исто така добри начини да им дадете на кујните малку поголема димензија. Овие нијанси се идеални кога сакате да му додадете малку дополнителен шмек на вашиот дом, бидејќи совршено се комбинираат со дрво или други бои, кои можете да ги користите за да ги нагласите посебните делови од кујната. Славините, рачките, подовите или едноставно некои додатоци. Факт е дека белата кујна некако најдобро одговара со дрвените подови или кабинети, па затоа најдобро е да се користи дабово дрво за оваа намена. Иако оревот неодамна се покажа како материјал кој за најздодевната кујна и дава софистициран и елегантен изглед. Ако на оваа безвременска комбинација додадете малку мермер, ќе добиете прилично интересен контраст, кој на целиот простор ќе му даде живост и разновидност. Дека белите кујни дефинитивно не се мртви, докажуваат и почистите примери во комбинации со стакло, месинг детали, но и незаменливиот неиродјосувачки челик, кој убедливо победува кога станува збор за дизајнот на модерните бели кујни. Од друга страна, белата кујна со малку потрадиционални витрини, по можност поостра класична гардероба или изложени греди, совршено толерира покремаста бела боја, која е идеална за дефинирање на целиот простор, во форма на еден акцентен цит или некоја површина што едноставно сакаме да ја направиме најистакната. Ова не доведува до моментално најпопуларниот стил, така наречената надградба на класичната бела кујна, преку природни и рустични елементи кои служат како надополнување. Со внесување на текстура и контраст во просторот се добива многу поинтересна средина, а иако тоа се познати и веќе видени елементи, со себе носат модерна атмосфера и многу скриени компоненти. На овој начин белите кујни не само што служат како одлична камуфлажа кога станува збор за складиштата, туку во исто време гарантираат доволно функционален простор за работа, при тоа задржувајќи го својот невин изглед.